Централно издание на Дневникот на канал Пус телевизија. Добро вечер. Започнуваме веднаш по најавата за делот со држините. Амбасадорките на Босна и Херцеговина и Србија беа во посета на Штип. Посетата е со цел да се продлабочат врските со Штип како град кој соработува со многу општини од двете држави. Во Берово се одржа третата форумска сесија во рамки на програмата Форуми на заедницата, која општина Берово ја реализира со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка. Државната изборна комисија одржа семинар во Штип за едукација на општинските изборни комисии во третата изборна единица. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска го прими амбасадорот Самуел Жбогар, шеф на делегацијата на Европската унија во Република Македонија. На средбата амбасадорот на председателот Иванов му го врачил извештајот за напредокот на Република Македонија за 2016 година и го информирал за клучните оценки содржани во извештајот подготвен од Европската комисија. Македонскиот председател на средбата посочил на неопходноста за промена на статус кво состојбата во контекст на отварањето на пристапните преговори за членство со Европската унија. Сметам дека предвремените парламентарни избори ќе бидат можност за излез од кризата, но само доколку по изборите се деблокираат евроинтеграциите. Секоја натамошно пролонгирање на овој процес сериозно ќе влијае на темпото на реформите, на нивото на политичката култура во државата и на културата на диалог и компромиси. Верувам дека унијата ќе го исправи досегашниот погрешен пристап кон Македонија, порачал председателот Иванов на средбата. Иванов и Жбогар размениле мислења за предстојните избори во Република Македонија, за кои се согласиле дека е важно предизборниот и изборниот процес да минат во фер, демократска и конструктивна атмосфера. Имено Македонија и годинава доби уште една препорака за почнување преговори за членство во Европската унија, но таа е условена. Условеноста се однесува на спроведување на Пражинскиот договор, предвремените парламентарни избори и идните реформски приоритети, изјави денеска евроамбасадорот Самуел Жбогар. Државната изборна комисија организира семинари за едукација на општинските изборни комисии. Денес во Штип ДИК ги едуцираше членовите на општинските изборни комисии од третата изборна единица. Во рамки на подготовките за предвремените парламентарни избори на 11 декември оваа година, Државната изборна комисија ги организира првите семинари за задолжителна едукација на членовите на општинските изборни комисии. Денеска сме овде во Штип, ќе одржиме два едукативни семинари за општинските изборни единици од општините во изборна единица 3. Целта на овие семинари е членовите на општинските изборни комисии да се запознаат со нивните надлежности, кои што ги имаат од моментот на распишување на изборите па се до завршувањето на изборите и истите да ги извршат ефикасно и во согласност со законските прописи. Денес во Штип се одржа првиот од серијата 3 семинари, кои ќе се одржат за општинските изборни комисии до денот на одржување на изборите. Вториот семинар ќе се фокусира повеќе на работењето, начинот на работење и надлежностите на избирачките одбори, додека на третиот семинар ќе го проследиме едукативниот видео приручник кој што Државната изборна комисија го изготвува за едукација на избирачките одбори и ќе поразговараме уште еднаш за ефикасното извршување на надлежностите на избирачките одбори. Обиколка на избирачките места кои се во надлежност на општинската изборна комисија, прием на известувањата за гласање на болни и немоќни лица и лица кои се во куќен притвор, прием на изборниот материјал и негово обезбедување, координативни состаноци со Министерството за внатрешни работи, се дел од активностите кои во наредниот период треба да ги извршат членовите на сите општински изборни комисии. Поради обилните врнежи од дожд запрена е жетвата на оризот во Кочанско. Од насеаните 4310 хектари под ориз во Кочанско, жетвата досега е завршена околу 60%. Поради обилните врнежи од дожд кои од ноќеска се присутни на подрачјето на Кочанско, од изутринава е запрена жетвата на оризот. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство подрачна единица Кочани истакнуваат дека иако жетвените активности одлично напредувале, тие се прекинати поради обилните врнежи од дожд и зголемените количини на вода во нивите.
Од насејаните 4310 хектари под ориз во Кочанско, жетвата досега е завршена на површина од 2745 хектари или со 64%, од кои 385 хектари кај земјоделските предпријатија и 2360 хектари кај индивидуалните земјоделски производители. Просечните приноси кои се добиени по единица површина се движат од 4680 кг по хектар кај индивидуалните производители и 4750 кг по хектар кај земјоделските предпријатија. Според досегашните добиени приноси, просечните приноси есенва достигнаа 4689 кг по хектар оризова арпа. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Кучани информираа дека од досегашните жетвени активности кај оризот се добиени 18.068 тони оризова арпа, од кои 1828 тони кај земјоделските предпријатија и 16.239 тони кај индивидуалните земјоделски производители. На подрачјето на општина Кочани има регистрирано 16 субјекти за откуп на ориз. Од нив во откупот се вклучени 12 субјекти, кои склучиле договор со 2456 оризопроизводители за откуп на арпа и бел ориз. Инаку во моментов просечната откупна цена на арпата во Кочанско изнесува 18 денари за килограм. На залиха кај оризопроизводителите, според информацијата на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Кочани, има уште 3000 тони непродадена оризова арпа. Штип ја продлабочува соработката со Србија и Босна и Херцеговина, главно на економски план. Амбасадорките на Србија и Босна денес престојуваа во Штип. Амбасадорките од двете братски земји Босна и Херцеговина и Србија денес беа во посета на Штип. Со двете држави од поранешна Југославија, Македонија не ја прекина соработката. Тоа е показател не само на добрите односи, туку и на желбите и амбициите кои ги имаат овие држави пред се во економијата. На средбата, градоначалникот на Штип Илчо Захариев истакна дека во иднина оваа соработка ќе продолжи во делот на сите полиња. Најнапред на економски план, понатаму во делот на образованието, во делот на спортот, во делот на културата. Убеден сум дека ние на микроплан како Штип можеме да дадеме голем допринос во напредување на уште подобри да бидат односите меѓу Република Босна и Херцеговина и Република Србија, затоа што ако некаде имаме навистина добри односи имаме со овие држави. Така да денеска за мене е чест што имам две амбасадорки во нашиот град. Посебно радuje да доđem u Štip. Посебно се радувам што сум во посета на Штип. Имаме навистина добри односи со градоначалникот. Оваа пријателска посета и разговор ги користиме врз основа на сите наши планови за воиднина. Штип е место кое има голем потенцијал, а тоа е интерес на локалните заедници во Србија и цел да се продолжи соработката со вакви просперитетни места како што е Штип. На денешната средба зборувавме и за идните заеднички планови и за други области. Saradnja između prosperitetnih mesta kao što je Štip. Evo mi smo već konkretizirali. Веќе конкретизиравме за првиот чекор за соработка помеѓу Штип и градот Пједор во Босна и Херцеговина, кој е многу сличен на Штип. Поднесовме иницијатива да се збратимеме со Штип и да работиме конкретно во образованието, културата и спортот. А она што го акцентиравме денес е што побрзо да започнеме со реализација на идните заеднички проекти. Obrazovanja, kao što rekao gradonačelnik. Амбасадорките посетија неколку стопански објекти и културни институции во градот. Градоначалникот Захариев напомена дека соработката со овие две држави во иднина ќе биде приоритет. Управата за јавни приходи денеска во Штип одржа обука за пријавување на приход од издавање под закуп на движен и недвижен имот. Серијата едукација на УЈП е со цел да се зголеми свеста и едуцираноста на даночните обврзници за нивните права и обврски. Управата за јавни приходи регионална дирекција Штип денес одржа едукативна средба со граѓаните на тема оданучување на приходите од имоти и имотни права. Имено Управата за јавни приходи ги повикува граѓаните да го пријават остварениот приход од издавање под закуп имоти и имотни права, односно имаат обврска во рок од 15 дена од остварување на приходот да достават до УЈП аконтативна пријава. Денешната едукативна средба беше со цел зголемување на свеста и едуцираноста на даночните обврзници за нивните права и обврски.
Секој граѓанин кој остварува приход, односно издава простор под закуп, без оглед дали е деловен или стамбен, има обврска во рок од 15 дена до остварување на приходот да достави до управата аконтативна даночна пријава. Ова аконтативна пријава се доставува на годишно ниво, бидејќи во Законот за персонален данок на доход даночен период е една календарска година, што значи дека граѓаните кои го издават просторот под закуп имат обврска и кога ќе си отиде за купецот, исто така тоа да го пријават во управата за јавни приходи. И во текот на 2017 година ќе имат обврска доколку продолжува договорот за закуп да достават нова ваква пријава. За доцнење или неподнесување на ваква аконтативна пријава, односно доколку граѓаните не ги испочитуваат законските прописи, следуваат и казни. Во Берово се одржа третата форумска сесија во рамки на програмата Форуми на заедницата, буџетски форум кој општина Берово го организира со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка. Во холот на Општинското средно училиште Ацо Русковски во Берово се одржа третата форумска сесија во рамки на програмата Форуми во заедницата. Главниот акцент на третата сесија повторно беше учеството на граѓаните во донесувањето на буџетот на Општина Берово за 2017 година. Ние веќе неколку пати, како самостојно, така со финансиска помош од Швајцарската агенција, значи ние гледаме дека така доаѓаме до граѓаните, поблиско до граѓаните, ги слушаме нивните барања, нивните желби, ги вметнуваме во нашиот буџет за наредната година и значи имаме повратно од граѓаните дека сме постигнале тоа што сакаме, значи едноставно самото работење на општината е за да ги задоволува потребите на граѓаните. Инаку во рамки на третата форумска сесија беа истакнати расходите по програмата за урбанистички планирања, расходите по програмата за култура и спорт, како и програмата за изградба на локални патишта и улици во општина Берово. Форумот општина Берово го организира со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка преку канцеларијата на координативното тело на Форуми во заедницата. Остануваме во Берово, таму во тека асфалтирањето на 2 крака од улицата Маршал Тито, инвестиција на општината вредна околу 1.500.000 денари. Проектот е дел од програмата за патишта и улици на општина Берово за 2016 година. Покрај активностите за реконструкција на горниот дел од улицата Маршал Тито, која се заврши пред неколку недели, во теки асфалтирањето на улицата Козара во Берово и уште еден крак од улицата Маршал Тито кој што води до неколку семејни куќи. Овие 2 крака се во должина од околу 200 метри и за истите од буџетот од општината се издвоени средства во висина од околу 1.500.000 денари, со што се решава пристапот до семејните домови на десетина семејства во овој дел од Берово. Проектот е дел од програмата за патишта и улици на општина Берово за 2016 година, преку која во моментов во завршна фаза е изградбата на крак од улицата Дамјан Груев покрај градските гробишта во должина од 100 метри, како проект за изградба на паркинг простор пред колективната зграда на улицата Моша Пијаде, преку која е опфатена и реконструкцијата на улицата Паруца. Со овие инфраструктурни активности, општина Берово ја продолжува својата експанзија во инфраструктурата, создавајќи подобри услови и живот за своите граѓани. Територијалната противпожарна единица од Штип доби ново теренско возило за интервенции на тешкодостапните локации. Возилото кое е донација на Дирекцијата за заштита и спасување ќе зголеми ефикасноста и брзината при гасење пожар во градот и на отворено. Штип и околните места повеќе нема да стравуваат од појава на пожари на тешкодостапни места и нивно навремено локализирање. Со новото теренско возило кое го доби Штипската територијална противпожарна единица од Дирекцијата за заштита и спасување, тоа нема да представува проблем. Возилото е опремено со топови за гаснење пожар и резервар од 400 литри вода и со кое брзо и навремено може да се стигне и на тешкодостапни локации во градот и околните места. Ова возило ќе не биде од голема корис и важност во летниот период, каде што имаме зголемен број на шумски пожари, пожари на отворено, но ќе се користи и за брза интервенција во урбаната средина, каде што пожарите се во почетна фаза.
Во изминатиот период противпожарната единица нема зголемен број на интервенции на отворен простор и пријави за палење на оджаци во колективните и индивидуалните објекти. За превенирање од овој тип на пожари противпожарната единица им стои на располагање на сите граѓани кои имаат потреба од лиценцирани служби за чистење на оджаци да се обратат на телефонскиот број 193. Апел до граѓаните на општина Штип, оджаците да се ги исчистат и при употреба на електрични грејни тела, да ја проверат инсталацијата, да не дојде до поголеми опожарувања. Освен Штип, вакви возила добија и Велес, Крива Паланка, Тетово и Кривогаштани. Караванот на поезијата по повод манифестацијата Месец на книгата стигна и во средното општинско училиште Ѓошо Викентиев Кочани. Младите ја сакаат книгата и сакаат да читаат и заклучокот од реализираните средби на литературниот клуб Копнеш со учениците од основните и средните училишта. Продолжува соработката на младинската организација Авангарда од средното општинско училиште Ѓошо Викентиев со членовите на литературниот клуб Копнеш. Во рамки на одбележувањето на манифестацијата Месецот на книгата, писателите и членовите на литературниот клуб Копнеш беа во посета на учениците од средното училиште. Младинската организација Авангарда покрај својот забавен, поседува и едукативен карактер кој што го стварува преку дружења и соработки со различни здруженија, клубови и слично. Еве долги години одржуваме соработка со литературниот клуб Копнеш, а наши денешни гости се автори и членови на тој клуб, како и нашата бивша претседателка Ивана Карова, која веќе е влезена во тоа семејство на автори и на писатели. Ме радува тоа што долги години нашите членови имаат можност да научат нешто од нив, исто така и да представат своји лични творби, а се надевам дека оваа соработка ќе остане и ќе продолжи во иднина. Присутна на активноста беше и поранешната претседателка на младинската организација Ивана Карова. Особено ме радува тоа што и по завршувањето на моето средно образование, кое што го завршив овде во училиштето Ѓошо Викентиев, нашата соработка со младинската организација Авангарда продолжи во иднина, што значи дека станав почесен претседател на оваа младинска организација. Истовремено членувам во литературниот клуб Копнеш во Кочани веќе 10 години, што значи дека денеска ќе бидам и гостин и домаќин на оваа манифестација. Јас се надевам дека нашата соработка ќе продолжи во иднина. Од училиштето Ѓошо Викентиев има голем број членови на литературниот клуб Копнеш кои што веќе се афирмирани творци, а некои од нив се и членови на Друштвото на писателите на Македонија. Славица Цветкова, член на Копнеш, вели дека младите сакаат да читаат книги. Јас работев како професор во ово училиште и знам дека младите ја сакаат книгата и не можам да се сложам со фактот што постојано се наметнува дека само компјутерите се гледаат и се игра на компјутерите. Самиот факт што од училишната библиотека, која има околу 12.000 книги, се позајмуваат често книги надвор од задолжителните за лектира. Од градската библиотека, каде што ги има сите најнови изданија, се позајмуваат книги, зборува дека сепак книгата си има своја иднина и дека младите сакаат да читаат, сакаат да бидат во тек со најновите изданија на издавачките куќи. Учениците и членовите на литературниот клуб и на младинската организација читаа литературни творби и се договорија за понатамошни заеднички активности во иднина. Атмосферата на постизборните собери на кандидатите за председател на САД, демократката Хилари Клинтон и републиканецот Доналд Трамп е разбирливо диаметрално спротивна. Републиканскиот кандидат за председател Трамп и официјално го презема раководењето со Белата куќа. Трамп обезбеди доволно гласови да стане 45-тиот американски председател со 276 гласови од изборниот колегиум. Предвидувањата беа во полза на Клинтон се до 3 часот утринава, кога пристигнаа резултатите од Флорида, Северна Каролина и Охајо, пошто работите се сменија и предноста премина на страната на Трамп. Неговата ривалка, демократката Хилари Клинтон, телефонски му ја честитала победата на Доналд Трамп. Џон Подеста, шефот на изборниот штаб на демократскиот председателски кандидат Хилари, додаде дека Клинтон нема да се појави и да им се обрати и ги повика да си заминат дома и да се одморат. Првичните резултати од председателските избори покажуваат дека републиканскиот кандидат за председател на Соединетите држави е Доналд Трамп.
Обилните интензивни врнежи од дожд Албанија целосно е под вода. Единствен град каде нема поплави е градот Корча. Поради создадената ситуација и денеска, како што соопшти министерката за образование Линдита Никола, во училиштата на целата територија на земјава нема да се одржува настава. Населените места се под вода. Од дел од нив е евакуирано и населението. На многу патни правци не се одбива сообраќајот во поширокото подрачје на околијата Пешкопеја и Скадар. Има и појави на одрони од камен и земја. Над 150.000 домаќинства се без електрична енергија. Многу екипи се обидуваат да ги отстранат дефектите на електромрежата, јавуваат албанските медиуми. До доцна синоќ е официјално потврдено дека во невремето животот го загубиле 3 лица. Премиерот Еди Рама доцна синоќа на својот профил на Facebook напиша дека сите здравствени институции се максимално ангажирани за да се справат со состојбата создадена од поплавите. Од војна со големи размери меѓу Русија и НАТО стравуваат 52% од русите, а 78% од анкетираните сметаат дека е недозволиво нивната земја во таков случај да употреби нуклеарно оружје, покажуваат резултатите од истражувањето спроведено од Рускиот фонд за јавно мислење. Според резултатите од анкетата, 40% од русите сметаат дека во овој момент не постои опасност од таква војна, а 43% од учесниците веруваат дека можноста за војна во овој момент е поголема отколку во 70-тите години. 60% од русите оценуваат дека во последните 2-3 години таквата опасност се зголемила, а тоа се случило бидејќи Русија се подига од пепел, што не им се допаѓа на сите, со непријателските односи кон Русија, со судирот со Украина и војната со Сирија. Кога станува збор за нуклеарно вооружување, 25% од испитаниците сметаат дека во случај на голема војна меѓу Русија и земјите од НАТО, тоа нема да биде употребено, а 80% од русите се уверени дека неговата употреба би довела до исчезнување на човештвото. Фудбалската репрезентација на Македонија во комплетен состав ги започна подготовките за надпреварот со Шпанија во квалификациите за светското првенство во Русија во 2018 година. Шпанија е голем фаворит, но нашиот национален тим најавува храбра игра, максимално ангажирање за изненадување против Фуријата. Селекторот Ангеловски смета дека многу е важно што нема повредени играчи. Шпанија е фаворит, но со храбар пристап најавуваат дека ќе се спротивстават на Шпанија. Не треба да се нагласува дека Шпанија е голем фаворит. Точно е дека им недостасуваат тројца квалитетни играчи, но тоа апсолутно ништо не значи за нив. Шпанија е класа, една од најдобрите репрезентации во светот. Очекуваме да одиграме на повисоко ниво, од она што го одигравме со Италија, Израел и Албанија. Сите конкурираат за место во тимот, нема млади и стари. Во изборот за првиот тим против шпанците, максимално рамноправно влегуваат сите фудбалери. Нема стари и млади, оние најквалитетните сега ќе добијат шанса за настап, изјави Ангеловски. Репрезентацијата на Македонија утре патува за Гранада, а надпреварот со Шпанија е на 12 ноември со почеток од 20 часот и 45 минути. Ова воедно беше се за Централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер со програмата која следи.